Политичките предатори кои со партиска доминација ги затворија сите пори на општествената кожа и ја направија резистентна на секоја нормална демократска процедура. Наспроти парламентарниот легалитет за кој се залагаат на пониско ниво, ако им помине, за собствените излети се обидуваат да креираат одговорност кај оние на кои им одземено правото на подпис за нивната незавршена работа за која сега ќе треба да се доплатат уште 6 милиони евра. Што е целта да се закучи Суперкупот? Па најверојатно тоа е целта. Јас не гледам. Да нема две тениски игралишта. Што добивам со тоа? Јас повикав да се надмине себе си во ситуацији тие тесно партиски што ги имаат интереси, затоа што сепак купот е најголемото збеднување што ќе се случи во 2017 година во Македонија. 1200 овци газдари. И стрижеме тука 2-3 дена е. Најголемото збиднување во Македонија годинава веќе се случи, но ситните политички профитери, ама за крупни интереси натаму се борат да ќарат поем повеќе, за да стекнат предност во неизвестната кандидатура. Цврсто застапувајќи ги тезите за биполарност на која тие природно поради дебелото социјалистичко досие и припаѓаат, наместо кон запад, со сето срце го очекуваат истокот не баре под диктат, од него ќе бидат промовирани во челници на некоја општина во Москва или во Пекинг. Меѓународната заедница не е Вашингтон, Брисел, че има и други членки на Совет за безбедност. И меѓународната заедница е многу поширок дел. Многу тежок занет. Тоа е тежок, никој сите ги молиме, не сака никој да стане. На таа констелација се обложуваат и бројните интелектуални марионети чија политичка кариера не се гради со научно заснивана подршка, туку во основата и во надградбата го има ревносното и неаргументирано бранење на антисистемот. Осоколени од дадената шанса, тие дури почнуваат себе си да се гледаат на позициите, на кои доколку се види актуелниот корисник, не се далеку од реално остварување на посакуваната номинација. Јас да сум на местото на Иванов, јас со било каква негова пишана изјава или не знам, јас гарантирам унитарност и такви некои флоскули, јас не би му го дал мандатот од разбирливи причини. И ние ефтино стрижеме, многу стрижеме ефтино. 25 динара ваа овца стрижам јас. Оние вистинските респектирани без оглед на политичката ориентација пак се спуштаат на толку едноставно ниво на комуникација, така што безпрекорно јасно ги објаснуваат собитијата, сакајќи веројатно да покажат дека тие што треба да служат, постојано се обидуваат да им ги поматат сметките на оние што на крајот плаќаат дури и за тоа што не го нарачале. Келерите кога прават сметка и вика 10 чевапчича, 2 карменадле, 3 флаши пива, АПП, чекај, викаме, што ти е тоа АПП? Па ако проđe, господи. И мало кажуваат, две партии изимат буна, ама по 25 динара, многу ефтино. Благодарејќи на истата таа финта, очигледно е дека многу нарачки си проаѓаат, па затоа наместо одговор колку сето тоа ќе чини, не баре се прави приватна журка, а не судски преседан. На завршениот роден ден се избегнува да се каже кој со мечот на правдата ја пресекол тортата на неправдата. Благодарам за честитките за денот на адвокатурата. Се гледа. Во една сезона колку овци ќе стрижите? Па до 500. 500 овци, 7 души. И на крајот, ништо од сето тоа не е лесно. Многу тежок занет. Тоа е тежок, никој сите ги молиме, не сака никој да стане. Занаетот можеби не е толку тежок. Проблем е што има се помалку овци.